Во ова издание. Во Луксембург на состанок на министрите за надворешни работи на земјите членки на ЕУ, Советот за општи работи дискутира за давање датум за преговори на Република Северна Македонија. Пентагон објави нови фотографии во прилог на тврдењето дека Иран е одговорен за нападот на танкерите во Оманскиот залив. Како јапонската публика реагира на македонски изворни песни, но и на хитови на Майкл Джексон. Ќе ви кажеме повеќе. Министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската Унија денес дискутираат за давање датум за преговори на Република Северна Македонија. Попладне треба да биде соопштена одлуката дали нашата држава ќе добие датум, кога и дали тоа ќе биде во пакет со Албанија. Повеќе информации подоцна на нашата веб страна. А сега вестите од светот. Одделот за одбрана на САД издаде нови фотографии за кои се тврди дека се доказ дека Иран нападнал 2 странски танкери на нафта минатата недела во Оманскиот залив. Снимките го покажуваат она за што САД вели дека се активности на иранската револуционерна гарда, како отстранува неексплодирана мина од јапонскиот танкер. Иран ја негираше вмешаноста во нападите. Најмалку 12 лица загинаа при 2 силни земјотреси што ја погодија кинеската провинција Сичуан. Уште 125 лица се повредени. Геолошката агенција на САД соопшти дека по првиот земјотрес со јачина од 5,9 степени следел уште еден од 5,2 степени во истата провинција. Поранешниот египетски претседател Мохамед Морси, првиот демократски избран шеф на државата, кој беше соборен од армијата во 2013 година, е погребан, откако вчера почина во судница во Каиро. 67 годишниот Морси се обратил во судот во Каиро за време на судењето за обвинениот за шпионажа, пошто му се слошило и паднал на подот. Пред изборите во САД следната година, демократскиот кандидат Џо Бајден е фокус не само на председателот Трамп, туку и на другите демократски кандидати. Джим Малоун известува за председателската кампања. Во сојузната американска држава Ајова, демократскиот председателски кандидат Џо Бајден не губи време да го искритикува председателот на САД Доналд Трамп. Тој е човек што прави се. Никој друг председател не е направил такво нешто. Неговото однесување е бизарно и штетно. Наводно, Бајден е во фокус и на председателот Трамп, кој очекува можни предизвици следната година. Изгледа дека губи и неговите демократски пријатели ќе го надминат многу брзо. Неговата цела кампања е да го победи Трамп. Анкетите покажуваат дека Бајден води на демократски терен, заедно со сенаторот од Вермонт Берни Сандерс на второто место. Рейтингот расте и кај сенаторката од Масачусетс Елизабет Ворен поради незините стратешки приоритети. Ќе бидам цврста и без страв во врска со насилството со оружје. Ќе се борам да ги заштитам нашите деца. Пробив на анкетните листи бележи и градоначалникот на Индијана, Пит Бутиџеџ, кој представува помлада партиска алтернатива. Нов поглед на размислување, цврста акција, фокус на иднината. Влегов во трка за председател поради сериозноста на времето во кое живееме. Трамп е централен проблем во демократската прелиминарна битка, од која корист има Бајден, смета аналитичарот Лери Сабато. Голем дел од мнозинството сака некој што ќе го победи Трамп, дури и да се резидува со него по многу прашања. Смета дека тоа сепак би било подобро решение од Трамп. Неодамнешните анкети покажуваат дека Бајден води пред Трамп. Председателот пак сака да ја представи демократската опција како крајно левичарска. Секој ден демократската партија станува се поекстремна. Трамп се надева дека демократите ќе номинираат кандидат со крајно левичарски погледи, вели Сабото. И Трамп и републиканците сакаат да ги направат демократите да изгледаат премногу самоуверено. Тоа веројатно ќе доведе до номинација која ќе сакаат демократските активисти, но која сигурно ќе изгуби на изборите 2020. Ова е скриена агенда на кампањата на Трамп. Председателската трка влегува во нова фаза на крајот на месецот, кога почнуваат првите официјални демократски дебати и кои ги опфатат 20 председателски кандидати. Поранешен приврзаник на Ал-Каида го користи искуството за да се бори против джихадистичката пропаганда. Од прилогот на Масуд Фаривар ќе видиме како изгледа тоа. 2 магазина, 2 насловни. Едната го покажува калифатот, другата насилството.
Користиме урнек и медиум кој што беше мощно и успешен во сферата на џихад. И сега со истите методи може да ставите крај на нивниот легитимитет. Зборувајќи за гласот на Америка по телефон од непозната локација, Мортон едновремено беше главен пропагатор и креатор на првиот магазин за џихадистичка пропаганда. Но откако го отфрли насилството, сега промовира различни пораки преку неговиот нов магазин. Наместо да покажуваме фотографии од убиства на луѓе, покажуваме убиени на улица. Публикацијата на 39 страници нуди поинаква визија на исламската држава. Во уводникот од уредникот Мортон пишува дека не бара начин да убива индивидуалци, туку да ги убие неговите лажни идеи и идеали. Партнер на Мортон во овој проект е Мич Силбер, поранешен директор за разузнавање при Њујоршката полиција. Пораката, идејата на ИСИЛ е се уште иста, иако ИСИЛ како организација, како физички калифат е поразена. Денес Мортон и Силбер раководат со група која работи на дерадикализација на поранешни џихадисти и други екстремисти. Мислиме да ја соочиме нивната порака. Не само што нашата порака треба да биде добро формирана, туку и треба да биде испратена преку медиум до лица кои се привлечени од идеологијата на ИСИЛ. Додека нивната публикација поттик на граѓанска дискусија доведе и до смртни закани против креаторите. Македонец е меѓу 5 лиценцирани музичари во Токио кои имаат дозвола да настапуваат на избрани локации во метрополата. Пере Јованов ја раскажа својата приказна за гласот на Америка на македонски. Секоја година, главниот град на Јапонија, Токио, издава само 5 лиценци за уметници да настапуваат на најфреквентните јавни локации во метрополата. Меѓу тие 5 е и Пере Јованов. Јас бев меѓу тие 5 во 2015 година и од тогаш, речи се секојдневно си ја практикувам таа уметност на свирење виолончело на јавни места. Конкуренцијата за овие дозволи е голема, ако се знае дека само во потеснато градско подрачје на Токио живеат 13 милиони жители, а уште 38 милиони во предградијата. Јованов на тоа гледа како публика што ги слуша неговите изведби. Не може еден настан да помине без Јовано Јованке, без македонско девојче. Јованов од 8 години се дружи со музиката. Роден е во струмичкото село Куклиш, станал академски музичар. Дипломирал на конзерваториумот за музика Джовани Батиста Мартини во Болоња, Италија, каде се запознал со убава јапонка која подосна станала негова сопруга. Решиле да живеат во Токио. Како музичар вели дека има голема чест, но и специјална одговорност да ја прикаже македонската култура на најдобар можен начин. Американската музичка култура силно влијаела на творештвото на Јованов, така што тој често изведува дела од култни американски музичари, како Елвис Пресли или Майкл Џексон. Јапонците се многу изненадени кога ќе видат дека Майкл Џексон може да се свири на виолончело. Сонот на Јованов е еден ден да се представи и во САД, особено што, како што вели, е голем фан на кошаркарската НБА звезда Винс Картер. Да тргнам на една авантура, да речеме, од Јапонија да дојдам за Америка. Во меѓувреме тој свири на најпосетените јавни места во Токио и издава CD-а. Последното е со концертни мелодии од италијанска опера. За крај нашата анкета. Што граѓаните очекуваат да биде приоритет на новиот претседател во првите 100 дена? Еве како одговоривте на анкетата. Најголем дел од вас, односно 69%, очекуваат приоритет да биде забрзувањето на евроинтегративните процеси. За 28% приоритет е унапредувањето на политичката клима во државата, додека 3% се изјасниле дека најважно им е подобрувањето на меѓународниот имидж. Новото анкетно прашање е дали реконструкцијата на владата ќе ги забрза економските реформи. Посетете ја нашата веб страница и кажете ни што мислите. Тука е крајот на вестите. Гледајте ни утре. Довидување.